клиничката болница Аџи Бадем Систина успешно е изведена првата роботска асистирана операција кај 57 годишен пациент е направена комплексна операција за лекување карцином на простата. Со деталите од оваа интервенција во овој дневник Александар Динев. Како функционира роботскиот систем и кои се придобивките за пациентите? Во живо во Централниот дневник разговараме со професор доктор Сотир Ставридис и доктор Александар Мицковски, специјалисти по урологија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Професор успешно заврши првата роботска уролошка интервенција. Што му возможува роботскиот систем на хирургот, што не е возможно со класичните интервенции? Добре вечер пред на сите. Благодарам за најавата. Така е, ја направивме првата роботска операција на простата во Аџи Бадем Систина. Поминавме добро, подготовки секако постоеше мала трема, меѓутоа операцијата помина добро, но што е најбитно, пациентот е добар, отиде дома и се помина во најдобар ред. Оно што прашав се што добива пациентот, што фактички ние постигнуваме со операцијата. Дефинитивно подобра контрола на сите елементи во човечкото тело, подобра васкуларна контрола, подобар онколошки ефект и конечно подобри ефекти постоперативно, односно подобра континенција, подобра потенција, се зависи од секако од случајот и зависи од пациентот, но многу подобра визуализација, можеби најбитно и отсуство на тремор, постоење на сепак перфектно гледање и контрола врз самата ситуација. Докторе Мицковски, кои се предностите и бенефициите за пациентите со помош на роботската хирургија? Со самата прецизност и зголемување за 10 пати на визуализацијата се овозможува прецизен пристап и по-прецизно и по-радикално отстранување на туморите, а сето тоа да резултира со минимална агресивност врз пациентот, што секако се одразува и за време на операцијата, како намалена крвозагуба, меѓутоа и постоперативно, како брзо опоравување, мал степен на болка и мала употреба на аналгетици, брзо воспоставување на работа на цревата и можност за брз испис дома, кој што реално можеше да биде и на втор ден, кај конкретниот случај трет ден беше, меѓутоа сосема комотно можеше да биде и втор ден. Професоре, кај кои пациенти, за кои уролошки интервенции се може да се применува асистираната роботска хирургија? Роботската хирургија која што се користи најчесто кај многу комплексни или кај покомплексни операции, во главном онколошки операции. Меѓутоа, секаде кај што постои комплексност, а бара одредена прецизност, може исто така да се користи самиот робот. Значи, станува збор, ако збориме за онколошки операции, тоа се операции на простата, на мочен меор, посложени, покомплицирани операции на бубрек, меѓутоа може и во бенигни ситуации, кога имаме некои реконструктивни операции на целиот, да кажам, урогенитален тракт, операции со кои што, како што кажа колегата, има поголема прецизност и секако бенефит за пациентот. Едно е подобро и побрзо одење дома, меѓутоа е многу попрецизна операција. Така. Докторе, дали се планира примена на асистираната роботска хирургија и во други специјалности, не само во урологија? Апсолутно, тука е иднината. Паралелно со уролошкиот тим се обучуваат тимови пред се од гинекологија, детска хирургија, тораковаскуларна хирургија, абдоминална хирургија. Цел свет се стреми кон тој тип на хирургија и нашиот стремеж и како урологија и како Аџи Бадем Систина е кон тој тип на најсовремена минимално инвазивна хирургија. Ви благодарам и на двајцата за разговорот и ви посакувам голем број на успешни интервенции пред се со асистенција на роботот. Студио? Александар Динев, ти благодарам.